Димитрија Чуповски е една од позначајните личности во македонската историја од крајот на 19-тиот и првата половина на 20-тиот век. Неговата дејност е многустрана, така што покрај неговото име можеме да ги ставиме определбите македонски општественик, револуционер, историчар, етнограф, картограф, публицист и соосновач на неколку исклучително значајни другарства на македонската емиграција во Петроград. Димитрија Чуповски е еден од најревностните македонски активисти, борци за создавање на независна македонска држава. Најнапред би сакала да кажам за Чуповски како дете кое потекнува од единственото мијачко јадро во Велишкиот крај, селото Папрадиште. Роден сум 8 ноември 1878 година во мијачкото село Папрадиште, Велешко. Рано можел да ги почувствува неволите на неговиот поробен народ. Неговата мајка ја презела грижата за неговото образование, но набрзо на 10 годишна возраст со неговата мајка се преселуваат во Крушево, каде што дошол во допир со уште поголем допир со народниот дух, со народната култура. Уште како мал почнав да го изучувам молерскиот занает и заминав со своите двајца браќа во Бугарија, каде што го продолжив своето образование во вечерното училиште, кое што беше основано од Петар Попарсов и Даме Груев. Чуповски сепак искусува едно образование кое што е постоечко во Спандлиската држава, меѓутоа сепак успева да сознае како е да се открива знаење и спознавање и во Софија, во Бугарија и во Белград и во Србија. Таму го сретнав и својот соработник и близок пријател Крсте Петков Мисирков. Како и многумина млади во овој период, 1893 година заминав за Белград, каде што го продолжив своето образование во трета година во Светисавското училиште. По одредено минато време во Белград не можев да заминам во Москва, како што тоа го направи мојот пријател Крсте Петков Мисирков, па бев приморан да се вратам во Македонија, каде што се вработив како учител во своето родно село. Неговото школување кое што се одвива во Софија и во Белград, во многу нешта помага за да го дефинира, да го допрецизира, да го изјасни своето национално чувство, гледајќи ги пропагандите од соседните држави, значи од Бугарија и од Србија. Имал можност да се сретне со раководителите на Лоза, на македонското другарство од Софија и на списанието Лоза. Учел од нив многу, значи бил под влијание на Петар Попарсов, Даме Груев и останатите членови. Не можев долго да останам во татковината, затоа што уште од Белград бев следен и окарактеризиран како човек кој што се залага за слободна и независна Македонија. Под страф од затворање, јас морав да заминам во Србија, а од тука во Русија со цел да го комплетирам своето образование. Додека престојував во Русија, јас бев окарактеризиран како словено-македонец. Меѓутоа, сето тоа се инкорпорира во неговата образовна личност, така што веќе кога е присутен во Русија, ние иако го проследуваме и ја знаеме неговата словенофилска определба, сепак сето тоа имало свое потекло. Тоа е сепак човек кој што има свое потекло и тоа секогаш ќе биде присутно во неговото и политичко, па и прагматично однесување. Во сите програмски пројави на другарството, но и во неговите лични пишувања, тој постојано го поставува прашањето за создавање македонски литературен јазик, како заеднички јазик за сите македонци, како еден обединувачки елемент всушност на македонците, со кој што на најдобар начин ќе може да се пројави нивната национална посебност. Затоа, уште во меморандумот на другарството од ноември 1902 година, посебно место му е дадено на ова прашање за македонскиот литературен јазик. Треба да се имаат предвид општите околности, случувања, сваќања, расправи во славистиката и во лингвистиката во овој период, но и претходно. Имено втората половина на 19. век и особено крајот на 19. век
веќе ни носи сериозни студии кои што ја признаваат македонската јазична посебност и тоа преку проучувањата на македонските средновековни ракописи, направени од видни слависти, лингвисти, не само од словенско, туку и од несловенско потекло. Во 1902 година во Санкт Петербург го основав научно-литературното друштво, се со цел да се обединат македонските емигранти кои што беа во Русија. Начело во тие редови бевме јас, Крсте Петков Мисирков, брат ми Наце Димов, Диамандија Мишајков и други. Во 1904 година двајца представници на другарството заминаја во Македонија, се со цел да ја подготват почвата за отварање училишта на македонски јазик. За таа цел ние изготвивме буквар и други учебници. Чуповски во 1904 година доаѓа на теренот на Османлиската држава. Кога зборувам Османлиска држава, мислам на Македонија. Македонија е дел од таа држава. И каде што се носи со идејата за отварање на училишта во кои што ќе биде присутен македонскиот народен говор и да се изработаат учебници кои што ќе бидат напишани на тој јазик. Меѓутоа, како што е познато, таа негова идеја не наидува на позитивен одглас. А познато и пишувањето на Христо Шалдев во однос на сето тоа, па и на српските дипломати во однос на таа негова улога. Председателот на тајниот македонско-одрински кружок, Христо Шалдев, ме клеветеше мене и другарството директно пред бугарскиот екзарх. Цитирам. Тоа се група македонци, бивши српски воспитаници, што не се признаваат ни како бугари, ни како срби. Ратуваат за автокефална македонска црква, одделен македонски јазик и стојат врз целоста на турската империја. Мисирков, авторот на делото за македонските работи, во која ја развива теоријата за македонски народ и ја проповеда идејата за употреба на охридско-битолскиот дијалект за литературен јазик на македонците. Мисирков си нашол приврзаници од Македонија. Еден од овие, некој Чуповски, свршен студент на Петроградската духовна академија, почнал да ја проповеда оваа идеја по Македонија. Најпрвин одржал таен собир во Солун, па оттаму отишол во Велес. Така што она што го наидува на теренот и наидува на позитивниот одглас само за политичкиот сепаратизам. А она што представува национален сепаратизам се уште не е зрела како идеја која ќе биде опфатена од поширок круг на луѓе. За среќа, таа идеја, иако се наоѓа разделена во повеќе сегменти, победата на македонското ослободително движење ќе ја покаже правилната опција на тоа. Меѓутоа, во конкретното време, проблемите се сериозни во однос на тие луѓе кои што се застапуваат за таа идеја. И во однос на Чуповски, но и во однос на Мисирков, па и други луѓе кои што се застапуваат за таа идеја. Димитар Мирашчиев, например, човек кој што е присутен во организацијата, меѓутоа блиски му се и социјалистичките определби, но и определбите за еден национален сепаратизам. Во врска со мојата мисија во Македонија, ќе прочитам еден цитат од Симич, кој што беше издаден во Софија во 1905 година. Колку што е карактеристичен овој страв во Бугарија од националниот сепаратизам, толку исто така се карактеристични и начините со кои се сака да се обезсили ова движење што зема се повеќе замав меѓу македонците. Во 1909 и 1910 година јас го издадов своето прво списание Деловој Петербург, што ме афирмира во деловниот свет на руската престолнина. Во 1912 година јас и брат ми Наце Димов поднесовме предлог за регистрација на веќе постоечкиот устав на основното национално македонско друштво Свети Кирил и Методи. Битовото самоопределување, преродбата на македонските словени беше основна цел на ова друштво, како и на другарството од 1902 година. Редовни членови на друштвото можеа да бидат словено-македонците и словено-македонките. Македонците и македонките, кои што себе си се декларираа како срби, бугари и грци, не можеа да бидат редовни членови. Овие официјални ставови на друштвото беа диаметрално спротивни со политиката на Русија, па затоа нашата молба за регистрација на друштвото не беше прифатена.
Како една од позначајните активности на Димитрија Чуповски, ќе ја споменам и акцијата, идејата за организирање на еден општо македонски конгрес во Велес, конкретно 1912 година. Овој конгрес бил свикан со цел на меѓународните сили да им се укаже на потребата за ослободување на Македонија од секакво страско влијание, односно за штетноста на војната по однос на македонците и за пропагандните активности на соседните држави Србија, пред се Србија и Бугарија. Обидот, за жал, пропаднал, меѓутоа останува како сведоштво за непоколебливиот карактер на Чуповски за своите идеи за независна Македонија. Кога ја спомнав историските околности, треба да се каже дека се работи за резултатите, например, од Балканските војни. Во периодот на Балканските војни и Првата светска војна, јас морав не еднаш да патувам во Македонија по револуционерни работи. Моето последно патување беше во 1916 година, каде преку Романија сакав да дојдам во Македонија, но не успеав во тие обиди, па затоа морав да се откажам. Моите противници многу често ме поврзуваа со надворешно-политичката служба на Русија, па затоа ме прогласија за руски агент. Од Балканските војни Македонија излезе распарчена и историските околности комплетно се сменја. Без разлика на тоа, Димитрий Чуповски го презема еден од своите основните чекори, а именно на 1 март 1913 година, заедно уште со тројца блиски на него соработници, тој го подпишува меморандумот кој што треба да стигне до големите сили на Лондонската конференција. Во 1913 година во Лондон се одржа мировна конференција по повод Балканските војни. Представници на македонците од Санкт Петербург бевме јас и брат ми Наце Димов. На конференцијата во Лондон јас ја застапував тезата дека словенските племиња кои ја населуваат Македонија представуваат посебна етнографска и географска целина и дека се доволно свесни за создавање на посебна македонска држава. Тоа е периодот кога принцип на националноста веќе се прерастува и се трансформира во право на народите на самоопределување. Со тоа право на народите на самоопределување по Првата светска војна, ред од народите ја имат добиено својата државност. Нормално и логично дека побарување за една самостојна и независна држава најлогично би било поврзано со признавање на постоење на една посебна нација. Професорот Белич за моите излагања во Лондон ќе го каже следното. Господата представници на македонската гледна точка многу зборуваа за етнографијата на Македонија, за незиниот јазик, историјата, обичаите и така натаму. Тие дури предложија на лице место да се направи споредба на нивниот македонски говор со српскиот и со бугарскиот јазик. Нивниот заклучок е многу елементарен. Тие не се ни срби, ни бугари. Тие се еднакво далеку и од едните и од другите. Несомнено, без тоа би било тешко да биде образложено нивното барање на посебна своја автономија. Но се разбира, јас нема да се расправам со нив за научните прашања. Во овој период Чуповски теоретски навлегува во проблематиката на народноста, во проблематиката на јазикот, во проблематиката на издаваштвото. Неуспехот на иницијативата да се испрати македонска делегација во Лондон мене ме натера да го создадам моето списание Македонски глас, се со цел да го придобијам вниманието на руската јавност. Моето списание излезе во јуни 1913 година. Покрај издавањето на картата на Македонија според македонските народници, во период на Балканските војни 13-та и
пред почетокот на Првата светска војна 14 година. Значајно, една од најзначајните активности на Чуповски според мене е објавувањето на весникот Македонски голос. Во однос на Македонски глас, кој што е гласило веќе која постои од пролета 1913 година и ги поминува актуелните политички па и воени ситуации, конкретно на Балканот. За мото на списанието беше земена изреката на Борис Сарафов, која што вели вака: Ние македонците не сме ни срби, ни бугари, туку македонци. Македонскиот народ постои независно од бугарскиот и српскиот. Ние сочувствуваме и со едните и со другите, и со бугарите и со србите. Кој ќе го помогне нашето ослободување, на тој ние ќе му искажеме благодарност. Но нека бугарите и србите не заборават дека Македонија е само за македонците. Македонски голос е списание кое што представува еден вид архива на македонската борба за државност. Од ова списание излегле 11 броја на околу 220 страници. И во нив Чуповски се задржува на барањата за формирање на македонска држава, за формирање на посебна македонска црква, укажува на значењето на Русија за обезбедување на поддршка за формирање на македонска држава, укажува на проблемот што Македонија го има со странските пропаганди, пред се со бугарската и српската, и се залага за формирање на државни македонски институции преку кои што македонскиот народ ќе може да ја гради својата идеја за подобра иднина. Тие погледи на Чуповски и неговата борба за јавно мислење на Русија преку Македонски голос, Македонски глас писање, создаде кај многу сумневања дека може би тој тогаш е агент на руската пропаганда, што е апсолутно абсурдно, бидејќи официјалната Русија не ги поддржувала идеи за зачувувањето на на Македонија како една целина и која што не би поддржувала на нито еден начин Чуповски во неговите погледи. Македонското прашање ќе се решава или во Русија, или надвор од неа. Но без оглед на тоа, оваа држава мора да учествува во одлуката. Затоа, гласот на македонците и нивните погледи морат да бидат цвртени кон неа. Самата идеја на Чуповски се базираше врз илузорни представи дека Русија е закрилничка на словенските народи, дека Русија, каква таква закрилничка, мора да ги разбере страдања, несреќи на македонскиот народ и, како што рече Чуповски, со својата великодушност да му помогне на македонскиот народ. Влахов за мене ќе напише дека моето списание Македонски глас било директно финансирано од руската влада се со цел да внесе расцеп и раздор помеѓу јужните Словени. Димитриј Влахов, кој што е деец на ВМРО Обединета, после во своите мемуари го спомнува Димитрија Чуповски како некој агент на руската држава. Но треба да се даде на тоа објаснување, и тоа објаснување не само во тоа што со своето славянофилство Чуповски создаде кај одредени кругови сомненија во таа насока, но и второ што своите спомени Димитрија Влахов ги пишувал во периодот кога Советскиот сојуз дојде во конфликт со Југославија, па требаше да се етикетира политиката на Русија како секогаш агресивна кон балканските народи.
бил многу прецизен човек, знаел што сака, немал колебања во духот, во неговиот дух, туку едноставно цврсто застанал на таа македонистичка страна, силно укажувајќи на потребата на формирање на автономна, најпрво на автономна македонска држава, а потоа и независна, која што ќе израсне држава со сите своји институции. Во списанието Македонски глас беа објавени два меморандума. Првиот меморандум беше со наслов Независна Македонија и тој беше предаден на Лондонската конференција. Тој гласеше вака: Македонија, во незините географски, етнографски, историски и економско-културни граници, да остане единствена, неделива, независна балканска држава. Под број 2, во најблиска иднина да биде свикано врз основа на сеопшто гласање Македонско народно собрание во Солун за детално разработување на внатрешното уредување на државата и за определување на своите односи спрема соседните балкански држави. Дори во подоснешниот период, кога Чуповски е веќе во една подмината возраст, кога околностите, општествените околности во Советска Русија се поинакви, кога тој е веќе и делумно пасивизиран во однос на својата општествена активност, сепак неговата мисла е насочена кон Македонија. Во ново формираната држава Советски сојуз, јас не можев јавно да се занимавам со македонското национално прашање, затоа што секое национално прашање беше разгледувано во контекст на класната борба. И затоа тој се зафаќа со еден, би рекле, проект, а тоа е за план за составување едно енциклопедиско издание во кое што ќе се прикажат сите аспекти на македонската историја, култура, фолклор и слично. Тој чувствува потребата дека такво издание во конкретниот момент е неопходно, затоа што по поделбата на Македонија, по незиното вклучување во 3 различни државни формации, несомнено продолжувано и процес на денационализирање и асимилирање на македонскиот народ и затоа таа потреба да се афирмира македонската посебност кај него во актуелниот момент е многу присутна. Во целокупната активност на Чуповски во речиси сите програмски пројави на другарството чиј председател е тој, прашањето за литературниот јазик зазема значајно место во контекст на неговите идеи и на идеите на другите членови за автономија на Македонија, или подоцна за вклучување на Македонија во Балканската федерација како рамноправна членка, како и на општо словенскиот дух што се негува со него. Во таа смисла, уште во меморандумот на другарството до Советот на Санкт Петербуршкото словенско благотворно друштво од 12 ноември 1902 година, неговите членови јасно се изјаснуваат дека еден од македонските говори треба да биде издигнат на ниво на литературен јазик, појаснувајќи: Јазикот има обединувачко значење и треба институционално да го добие статусот на официјален јазик во рамките на државата. Од тука, како едно од најважните барања во меморандумот, е Турција да ги признае македонските словени како одделен народ со одделен литературен јазик, што рамноправно со турскиот станува официјален во 3 вилаети во Македонија. Тука Чуповски предвидува да ги опфати сите оние сегменти во кои што се пројавува македонската посебност, особено македонскиот јазик. И затоа тој предвидува публикување, представување на македонското народно творештво, приказните, пословиците, предвидува представување на македонските народни песни, на литературата, како народната, така и уметничката литература, на музиката. Значи, навистина на сите оние пројави каде што македонскиот јазик може да дојде до израз. Јас исто така составив еден разговорник на македонски јазик, речник на општо употребливи зборови кај македонците. Што значи ова? Тоа значи дека всушност тој планирал да ги оживотвори Мисирковите принципи, зашто Мисирков уште во 1903-та ги поставил основните принципи врз основа на кои треба да биде кодифициран современиот македонски литературен јазик. Но, за жал, околностите биле такви што не дошло до официјална кодификација на тој јазик. Тоа ќе се случи дури по ослободувањето. Меѓутоа, потребата да се состави граматика, да се состави речник,
значи дека ќе се оформи сликата за еден посебен литературен јазик, за неговата фундираност, затоа што кога еден јазик има свој правопис, своја азбука, свој речник и своја граматика, можеме да кажеме дека е оформена неговата научна елаборација. Интересно тоа што за Чуповски е поврзана онаа карта на етногеографската карта, издадена по повод Балканските војни, односно пред Балканските војни, онаа карта што ден денеска ние ја знаеме како етногеографска карта на Македонија, всушност е негово дело. Изработив карта на Македонија и портрети на сите борци за независна и слободна Македонија. Јас ја препознав потребата да се направи карта на Македонија во нејзините географски и етнографски граници. Секако планот повторно да се представи една карта на Македонија. Иако знаеме дека Чуповски веќе објавува својата позната карта во 1913 година, само сака да ја дооформи таа слика што треба да се добие за Македонија и за македонците, и секако последната точка како дополнување на оној историски преглед е да се представат најзначајните македонски борци за слобода, револуционери во дотогашниот период. Представувањето на творештвото на Чуповски би било некомплетно без да се споменат неговите навистина скромни поетски појави. И тоа не толку поради нивните книжевни достоинства, туку повеќе како израз на негово интимно доживување и согледување, па и како реакција на актуелните случувања поврзани со Македонија и со Балканот во време кога настануваат. Според сегашните сознанија, се претпоставува дека Чуповски е автор на 9 песни, од кои 3 останале непубликувани. Уште еден сегмент на дејноста на Димитрија Чуповски, што може би е вака изгледа на прв момент и и беззначаен и многу мал, е неговото поетско творештво. Иако со сигурност не можеме да утврдиме колкав е бројот на творбите што тој ги напишал, сепак со најголема сигурност можеме да зборуваме за песната Крале Марко. Подпишана е со псевдонимот Посмртче, а од неговата биографија овој факт ни е веќе познат. И оно што е впечатливо за неа, тоа е единствената песна во македонски голос, која што е напишана на македонски народен јазик. Тука буквално е пресликан неговиот роден папрадишки говор, а говорот на Папрадиште е една мијачка оаза во срцето на Македонија. И тој малорекански говор со сите своји особености е буквално одразен во оваа песна. До кога ќе спиеш ти сон непробудни? До кога ќе чекаш времето да дојде? Поминаа више 500 години како народ трпи и тебе те чекат. Власта на турците падната е веќе, но наместо неа тројна тиранија. Крвнија ни братија и едни повера со логи измена, турија ни јарем. Се што ни е мило нам ни го зедоја мајки, сестри, деца, впитачи пуштие. Наши отци, братија невино загубија и земјата натри ни ја разделие. На радост е рана, у наши врагови македонец трпит, но не заборават. Љубов за слобода в срцето му горит и готов е дудрит в заветни свој час. Разбуди се, Марко, од вековни сон и повикај в помош стојна самовила, качи се на твоја конја шарца и в роци си земи тешката пузина. Ти поведи народ за единство мило и душману кажи да е Марко жив. Значи, како Чуповски го представува Марко, кој што треба да се појави, да го поведе, да го обедини македонскиот народ. Тој го замислува со сите атрибути. Повторно да биде на својот конј шарец, да го држи боздоганот во рацете, нели, негов заштитен знак, оружјето што вообичаено го користел,
да ги повика, да ја повика самовилата која што нели и знаеме од народните песни се јавува како негова помошничка. Значи Марко со сите негови атрибути во полната сила, онака како што народот си го замислува и го памети, во таа форма тој да биде предводник во конкретниот момент на македонскиот народ. И завршува со символични зборови да се покаже дека е Марко жив, меѓутоа зад ова всушност е пораката дека македонскиот народ е жив, да се покаже пред сите дека сето она што се случило, независно од тоа колку е тешка неговата судбина, колку и да треба време тој повторно, тоа македонско национално ткиво повторно да се соедини, сепак тој момент ќе дојде и пораката е да македонскиот народ е се уште жив. Димитрија Чуповски е значаен деец и борец за создавање на македонскиот идентитет, јазик, говор, како и заштитник и поборник за независна и автономна Македонија. Неговиот лик и дело не само што е истражуван како научник, картограф и лингвист, туку преку мерните уметнички творби станува бесмртен и во македонската уметност и литература. Неговиот лик и дело се олицетворени во драмата на Јордан Плевнеш, Последниот ден на Мисирков, во чие действие се појавува како лик и го моли Мисирков да ги однесе сите списи за да ја докаже македонската посебност и да го утврди македонскиот идентитет пред Бога. Господине Мисирков, доаѓам од името на другарството и на македонската колонија во Санкт Петербург за да се збогуваме. Мораш се да земеш. Статии, меморандуми, весници, говори во отоманскиот меджлис, во францускиот, германскиот, американскиот, дури и во јапонскиот парламент, се во прилог на слободна и независна Македонија. Господ Бог, сполај му нему, мора да види и да се опсени, зашто страдална Македонија нема помош во својата борба. Сите ние сме нормални со самиот факт што тебе ти се обраќаме да ја одбраниш нашата кауза пред Господа. Замисли ако Господ Бог не зборува бугарски, руски, турски, кој од нас може со него да се разбере освен ти? Ти еднаш ми рече дека Господ Бог сигурно зборува само санскрит, а ти си единствениот македонец што научи санскрит. Ти си избран од лингвистички причини, брате Крсте. После Првата светска војна, Чуповски се уште е активен на ово поле, на полето на борбата за македонска државност. Сепак, неговите активности, главни активности на овој план можеме да ги сместиме во првите две децени на 20 век, значи од почетокот на 1900 прва, втора, до 1918-19-20 година, бидејќи понатамошниот тек на неговиот живот во Русија, во Петроград, е сведен и на екзистенцијални прашања, иако тој никогаш не престанува да мисли на својата овој пат поделена земја. И во Петроград го завршува својот живот. Димитрија Чуповски и во подоцнешната своја дејност и во дејностите на другарството која менува и ги менува имињата некаде во 1912 година го среќаваме со името Свети Кирил и Методи и во нивните програмски документи ги гледаме тие заложби за литературниот јазик кој што треба да биде официјален јазик на комуникација во рамките на другарството, што значи дека за разлика од некои други македонски организации кои го запоставуваат ова прашање, другарството
И Чуповски како негов председател навистина тоа го третира како суштинско прашање воопшто за афирмација на македонскиот идентитет. Неговата борба, неговите обиди за формирање на македонска држава, за формирање на македонска црква, секако се едни од најзначајните за македонската историја во 19-тиот и во 20-тиот век. Димитрија Чуповски умрел во октомври 1940 година. За надпис на могилата, неговиот син ги избрал зборовите што самиот Димитрија Чуповски ги напишал на надгробната плоча над својот брат Наце Димов. Борец за правото и слободата на македонскиот народ. Тие зборови се сршта на животот на Димитрија Чуповски.